Да, се враќаме во студиото со нашите гости, академик Ќулавкова и новинарот Зоран Иванов. Професорке, договорот од Преспа смени и некои други работи во однос на перцепцијата за тоа, за македонците во земјава и во регионот. Па, например, репортажата на BBC дигна голема прашина во соседна Грција, значи тие дојдоа до тоа и побараа грчкото МНР да испрати и официјален допис до BBC да бараат исправка, да бараат дообјаснување, да бараат промена, тоа сепак не се случи, BBC е BBC. Но, значи, BBC вели дека сега договорот од Преспа, токму оној член од договорот кој го признава правото на самоопределување на Македонија, и се разбира дека известно е какво ќе биде тоа самоопределување. Македонците се веќе самоопределени дека се македонци, дека тој договор го отвара и прашањето за македонското малцинство во Грција, кое е непризнаено, и BBC тоа го нотира, дека не се признава правото на македонците таму. И сега, еве, имаме еден таков ефект кој можеби е тука се разбира дека во Македонија ќе биде перцепиран како позитивен во однос на договор. Јас имам позитивно чувство дека со сите овие, нели, последици евентуални негативни што тоа губење на суверенитетот со потпишување на таков капитулански договор како што е Преспанскиот, дека се случуваат и дека ќе се отворат и некои позитивни процеси од гледна точка на нешто што значи присуство, екзистенција на македонско малцинство во Грција. Тие го нарекуваат славофоно, значи едно време го нарекуваа славо македонско, и нам, не знам од кои причини, тоа ни пречеше во смисла на тоа дека, нели, ние како македонци не сакавме да не сведа само на славо македонци, иако има некаква историска основа да се зборува за словенски македонци или за славо македонци таму, они ги просто е тоа, како да кажам, перцепција на грците по однос на македонското малцинство таму. Но она што паѓа во очи е интересот на Германија, на германските медиуми, на британските медиуми и на други. Се надевам че има и други медиуми кои што ќе зборуваат се повеќе за негрчките, негрчката популација, како да кажам, негрчка во смисла, значи македонска популација во Грција, и со тоа ќе се разоткрива вистината, стварноста, реалноста во Грција. Ние знаеме дека проблемот со македонското малцинство Грција се обиде да го солвира еднаш за секогаш со граѓанската војна. И бегалците, македонските егејци, бегалците и воопшто начинот на кој што тие беа примени во Југославија и расејани низ Европа, нели, одделно деца од родители и така натаму, зборува за една стратегија на раселување и на, како да кажам, решавање на тој проблем. Значи, секој што ќе остане да живее во Република Грција е грк по род. Да, добро, тоа мислам дека не е воопшто спорно. Ама сега мислам дека ќе почне да се зборува напротив за македонци по род во Грција. Значи, грчки граѓани кои што имаат словенско потекло или македонско потекло. Така што мислам дека можеби ќе се, бидејќи архивите, некои архиви особено германските, знаеме ние по она книга Македонскиот јазол, нели, каде што многу документи се отворени од архивот на Министерството за надворешни работи на Германија. Ние знаеме дека они се упатени за постоењето на македонци во Грција. И имам чувство дека прашањето на правата на самоопределување и јазичните права на македонците во Грција допрва ќе добива на значење и можеби ќе се поместат позитивно некои таму позиции нивни. Да. Сигурно. Јас верувам во тоа, и ова што се случува и со BBC и со интересот на германската журналистика за македонското прашање во Грција не е случајно. Некој фино ги влече конците. Прво нас не тренираа, не десираа, не подготвуваа за договорот, како рековте, капитулански. Ќе ве вратам и 2001 ли беше капитулански? Да. Да. И 44-та исто не влеговме у Солун капитулански, и 903-та само 10 дена Република капитулански. Тоа е, велам, нашата историја, но ајде во тие капитулации или порази да одиме напред. Значи, нас не тренираа, не притиснаа, не згазија, дојде Меркел тука, нели? Вие сакате напред, морате тоа да го направите, ние го направивме.
ние искарваривме доволно. Историски, ако сакате. Овој период за 20 години историски ќе се осетат раните. Тоа е последицата референдумот зашто не успе, затоа што луѓето се емотивно повредени. Јас тоа го разбирам. И јас исто така сум имал некој сон, но велам Зоран, разбуди се доста. Дај да видиме кои се суровите реалности, тие се. Не германските, ќе почнат и CNN веројатно ќе прави репортажа за тоа. Сега нарете Грција малку да ја тренира, да види како изгледа. Не може Грција во Европската унија беше едно галениче, ксенофобично, затворено, фашизоидно едно општество, не се луѓето виновни. Така политиката и таа наука нивна, таква ги доктринира со децении. Ја фатиле територијата кога се формирала. Малку ми пречи кога ќе рече 903-та Македонија е поделена, ние мислиме дека нас не поделена, ние не сме имали ни државна институција. Поделена е територијата во која ние сме живееле и судбината на македонците по етничка припадност и пород се нашла ваму таму, нели, на 3-4 територии. Но сега наред се грците. Не е ова случајно, како што некои фондации финансираат овде сега кај нас разни проекти, па и журналистички и новинарски, од типот на емисијеве, земете ги отворено што беше кај вас, па во 24, па не знам, истражувачки истории финансираат разни, па ги следат пратениците колку трошат за гориво, па имотните листови нивни, излегуваат такви независни журналистички истории, необременети од институции. Тоа значи некој тоа фино го пакува, го финансира и нас полека не цивилизира на некој начин. Не прави поздраво општество, така сега грците се наред малку. Ќе дојдат и некои други околу нас. И мислам дека тоа е позитивен процес. Да. Не може вистината да се сокрие. Што се однесува до историјата, јас пак една лаичка теорија имам. Ние, еве, нашите училишта сме учели ние самите, нели, нашиве деца и внуци сега. Не знаеме што е веќе точно. Се отворија медиумите, плурален е информативниот простор, интернетот прави чуда, се е пристапно. Навистина историјата треба да се остави на историчарите. Навистина од учебниците треба се да се изврши, да се извади, каде што и ние сами не сме сигурни, дека сакаме митови да правиме. Нели? Дали е, не знам, Григор Прличев бугарин или е македонец. Тој е уметник, писател кој создал во тоа време капитално дело кое е уште трајно. И ние ако се поистоветуваме со тоа е нашата гордост. Ако некој во Бугарија истото тоа сака да го види дека е нивни човек затоа што пишувал на бугарски или работел во тие институции, затоа што немала македонска држава, нека си го чествува. Сите словенски народи имаат споделени личности Сакам на да кажам, меморија. нека си го чествува. Дај конечно да се отвориме за тие процеси како граѓани, како луѓе, како цивилизирани општества. И да си го задржиме идентитетот. Да, ова што колегата Иванов го кажа пред малку во однос на улицата каде што живее, на Минта Третина, Ленинова, на пременување, значи има и една обратна теза, дека форсирањето на тој така наречен антички идентитет без доволна научна основа врз база на политиканство, на квази историја, дека тоа всушност нанело емоции. Дека тоа всушност нанело поголема штета врз македонскиот етнички идентитет отколку еве овој Преспански договор. Ние сме жив доказ за тоа дека тонеме малку како држава затоа што не изградивме национална стратегија, државна стратегија за сите граѓани во државата, независно од нивното етничко или верско потекло. Недостатокот на таков стратешки интерес или неколку стратешки интереси што ќе ги дефиниравме, нели, ќе беа обврзни за секоја политичка партија која ќе се дограбеше до власт. Недостатокот на таков стратешки интерес доведе до тоа да секоја нова партија си поставува, нели, своји некои партиски интереси како приоритетни. И ние навистина денеска имаме ситуација кога партиите владеат, имаме партиократија, имаме мафиократија, наместо да имаме демократија. Затоа што ќе имавме демократија, ама ако знаевме кој ни е така наречен компендиум или клучен, култен државен интерес. Например, сите граѓани да се чувствуваме еднакви, рамноправни и да на некој начин ни биде второстепено кое е нашето потекло етничко. Тоа е едната работа. Токму недостатокот на таква државнотворна свест и како да кажам, површениот пристап на партиите доведе до тоа да во времето на ВМРО се нагласи овој антички аспект, се антиквизираше, нели, нашата историја, нашата стварност, нашиот плоштад, нашата архитектура и така натаму и така натаму.
И тоа отиде во една крајност која и наштети на Републиката, и тоа се зеде како аргумент за да денеска дојдеме во ситуација да мораме да се откажеме сосема од античкото минато. Античкото минато не може да се сведе само на грчко. Ние имаме античко римско минато. Македонија е Рим. Историјата на Рим е неразделна од историјата на Македонија, прима, секунда и не знам терција и така натаму. Значи, ние сакајќи да го покриеме севкупното античко грчко минато, изгубивме други делови кои што се важни за проучување и што ние сме должни да ги штитиме, да ги според некои меѓународни норми, оти на територијата на Република Македонија имаме наследство античко. И во политиката изгубивме многу меѓународни позиции. Многу изгубивме, иако јас не сметам дека треба да се откажеме од проучување. Просто треба со екипи грчки и италијански, меѓународни. Просто треба објективно да се проучува тој период. Професор Кеве, ајде поконкретно, дали е грешка, дали е греф, ако на статуата на војнот на конј, бидејќи ние немаме формално статуа на Александар Македонски, претходната власт покрај целата своја, значи, наклонетост кон античко минато, значи, барем не ја именува таа статуа како Александар Македонски, туку е така ставена војнот на конј, дефетистички тотално. Дали ќе биде погрешно, значи, доколку на таа статуа, според Преспанскиот договор, стои дека ова е статуа на Александар Македонски, кој е лик од хеленскиот период на историјата. Значи... И што е тука погрешно во таа реченица? Аха. Дека тој припаѓа на хеленската култура. Па добро, припаѓа на хеленската култура, ама во тој период македонците имале своји специфики како некаков етнос тогашен, значи ние не можеме да ги толкуваме. Научиле школа во Атина, нели? Имено, значи не можеме со категоријален систем на современиот свет да толкуваме антички ситуации во стварноста. Но факт е дека историјата прави разлика меѓу грци и македонци тогаш. Антички грци, тогаш и не постоел терминот грци, постоеле хелени. Нели? Значи, јас мислам дека Александар Македонски е исто споделена фигура на меморија на многу народи во светот. И тој како некаков великан, да кажеме, воен стратег и слично, и позната историска личност, може да биде славен од многу. Од кој сака? Секој што ќе се пронајде некоја точка на идентификација. Никој не треба никому да му забрани да го прославува. Не разбирате? Професор Ќулавкова значи, каже една... инклузивен пристап, а не ексклузивен, само грците може да го... Според мене каже една многу крупна работа со која се согласувам јас постојано, тоа е факт дека ние немаме стратегија, ние концепт сме немале за државен концепт за развој на државата. 30 години не, која партија рековте како дојде на власт, така некој свој концепт. Зато ние талкаме и со интеграција и со не знаеме кој пат да офатиме. Ние не е тоа само во политиката. Вие земете во економијата. Ние една капитална инвестиција, една влада ќе почне, ако се промени власта, таа стои. Земете пругата, сега слушам денеска на вести, со Бугарија 2026 година ќе била пуштена. 2026. Почната е 96-та, 5-та или не знам кога. Потрошени се 100-200 милиони евра. Доаѓа друга власт, друга влада. Тоа се стопира, се крадат жици, се руинира теренот. Ајде наново сега инвестиција, наново кредити, наново преме. Владите меѓу себе, власта, опозицијата, крупните политички моќни партии не направија джентлеменски договор, не треба ни да направат, треба да има некој закон во устав да влезе, кој ќе се почне капитален објект, секоја влада да има обврска од буџетот да одвоја, не да гради Скопје 2014. Сега едина шанса за нас, за Македонија, да добиеме Олимпијада, од овој споменик да го претопиме, да направиме барем бронзени медали, нели барем тука да заштедиме пари за спортистите. Да, ние мислам дека во континуитет имаме лидерски структури, не само партиски, туку државни, на кои што им се приоритетни другите интереси, бизнис интереси. Гласовите. И гласовите, да, се сведовме само на гласовите и кои ќе дојдовме во ситуација и за 2 гласа да менуваме устав. устав. Еве, ајде на крај да се обидеме да ја заокружиме емисијата со тоа, бидејќи состојбата е таква каква што е, Преспанскиот договор е таков како што е, да видиме што да се прави. Професорке, има ли вие, значи,
го сметате договорот, јасно е тоа дека е штетен, но тој постои, веќе се имплементира. Мислите ли дека од оваа точка сега постои можност, доколку има политичка волја и знаење, се разбира, да се направи, да се изгради некаква државна стратегија за државата да тргне во вистинска насока? Каква би била таа стратегија и што би требало да се направи? Од оваа точка сега. Не, па во секој случај треба да се седне и во дадена констелација, нели, реална, да се извлече најдоброто. Мислам, Што би требало државата, сега, согласно грешките кои според вас се направени, што би требало да се направи сега за да се изгради таа стратегија за која зборувавте дека не е изградена во минатото, да се изгради сега? Значи, што треба да прави државата, институциите, научната фела за работите да тргнат во вистински колос? Основно ние треба да создадеме услови младите луѓе и воопшто популацијата цела македонска да ја задржиме во Македонија. Многу од оние кои се заминати надвор од државава да се вратат. Затоа требат прецизни мерки во кои што нели ќе бидат и дефинирани, за кои што ќе се најдат извори на средства, методи, начини за да се задржи. Ние сме како се вика, депопулација имаме, процес на депопулација. Значи ние не само што девастираме културно, државно, не знам, институционално, ние немаме луѓе. Без луѓе, значи се намалува бројот на жителите на Македонија. Тука многу е важен пописот и сега околу пописот треба дополнително да се расправа. Мислам дека ако се изведе 2021, 2022, 2023 и така натаму може да се случи на вистина да се пореметат целосно соодносите и верски, и етнички, и генерацијски, и образовни. Ние имаме во моментот, денеска, нели, 8 март, и зборуваме за правата на жените. А во колку прочитав денес, во 50 градови во државава нема ниту по еден гинеколог. За какви права на жените ние денеска зборуваме? 600 доктори ни недостасуваат во државата. Значи, тоа се приоритети, како да обстанеме цивилизирано, како да ги задржиме луѓето, да ја сакаат оваа држава, да гледаат перспектива во неа, да се гледаат себе си во неа и конечно, навистина треба и тие некои предрасуди по однос на соседите, некаде кај што можеме да ги подобриме, оти, како да ви кажам, во културата, природни се и овие врски или комуникација со хомогени популации и култури. Не треба да ги спречуваме, сакам да кажам, врските, да кажеме, ни со Србија, ни со Бугарија, а треба да направиме се за да со сите соседи да имаме нормална размена културна. Ние културата веќе не е подрачје на надпревар. Културата кај нас нели почна да биде извор на фрустрации и треба да работиме исто на тој план. И во таа смисла треба, мислам, например, многу е важно за мене да постои во една држава унитарна, ако останеме. Треба да расчистиме дали ќе биде унитарна држава или не. Ако сме унитарна, мора да има еден јазик на кој што ќе го обединува целото ткиво, сите структури државни. Не да нема службен втори или трети јазик. Имало и треба да има. Ама еден јазик кој што ќе биде нели работен, службен за некои подрачја како што е полицијата, војската, меѓународната комуникација и така натаму. Значи тоа се стратешки прашања. Да. И ние прашањето за федерализација само се како да кажам само покренува паника и емотивна реакција, а не се расправа врз факти која опција е во оваа држава во вакви услови, да кажеме, поприфатлива. Просто сметам дека треба за тоа центри, стратешкиот центар на МАНУ и соодветни други структури од државата, научници и така натаму, да седнат и политичари да седнат и да, ама прво научно да се расправа за тоа, објективно. Сме од сега за 20 години. За 50 години. За 50. А не секоја влада носи на 2 години се менуваат владите или на 3, не знам, и секој министерство ново си прави нова стратегија за развој. Тоа не е стратегија. Во повеќе наврати и вие употребивте терминот грешки, нели, околу институционалните овие применувања. Ја
да не испаднам некаков апологет, само тоа се чувам, би ги нарекол повеќе нужности кои произлегуваат од тој договор. Која е перспективата на Македонија? Мислам дека со овој договор, па и со Бугарија, се отвораат други. Ние не може, многу е близок интервалот временски за да видиме каде сме, што се. Нека слегне малку прашината. Точно е дека во оваа држава нема стратегија, ние не знаеме каде одиме, што правиме. Ние ги изгубивме луѓето како субстанца. Порано одеа младите немаше работа овде. Сега работодавачите немаат работна сила. Не само квалификувана, немаат обични мајстори. Вие не можете да најдете, отидоа во Италија и молери, и дрејари, не знам, 500 евра плата ќе дојде многу брзо, затоа што не ќе може индустријата да работи, ако ги плати работниците со 200-300 евра, никој веќе не се нафаќа. Цели семејства се иселија. Тоа е најголемата опасност за Македонија и тука нас ни треба стратегија за развој. Јас пак перспективата, без оглед на тоа што ќе земат примери од Бугарија, Романија, не знам од која друга држава која е членка на Европската унија се иселиле, отишле по другите центри. Точно е, се уште се гладни, рековте, 700 лекари недостасуваат на Македонија, ќе нема уште толку. Еве сега ми се чини британците ги повикуваат или германците, не знам која некоја вест спомина, бараат уште не знам колку илјада сестри од Полска. Британците бараат пољаци, лекари, сестри медицински во контингенти да ги носат, таму неколку илјади им недостасуваат во моментот. Така што луѓето ќе одат ќе се селат за подобар живот. Прашањето на Македонија не е, мислам дека прашање на идентитет на македонците, туку прашање на перспективата на државата и на општеството. Мислам дека некои работи со време ќе легнат и интеграциите се лекот, и јас сум бил сонуваш за голема Македонија, и јас сум сакал Солун, Калкидики и сртот на границата на исток да биде Пирин планина, и таа ќе биде ако станеме членка на Европската унија. Но за таму да стасаме, пред се овде треба да се завршиме, не е важно членството формално, важни се нашите стандарди овде. Ама никогаш не било стратешка определба на нашата држава од Втора светска војна до денес обединување на Македонија. Да се разбереме, тоа може би било во главите на некои поединци, ама официјално во ниедна структура не преовладувала таква тенденција, додека мислам дека нас не обвинуваат за иредентизам, всушност соседите многу повеќе иредентистички постапки направија. А добро, таа територија била безстопан Македонија, нели? Античкиот поем за Македонија, и кој бил помоќен, посилен, загребал тоа што загребал. И останало ова парче во кое ние, пак под сплет на некои околности историски, еве сме создале држава. И тоа е късмет историски. Да, добро, Ќулавко Иванов, ви благодарам на двајцата за гостувањето во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со нашата програма, ви благодариме на довербата и вниманието.